Недела неработен ден, недела неработен ден, месеци и месеци, секој ден, дали од собранискава говорница, дали на медиумите каде што гостувавте, дали вие, дали представници на владата, главна теза, без разлика на која тема се разговараше, беше недела неработен ден. Ама, почитувани колеги, ни на комисиската расправа, ни на седницава, ни еден од вас ве нема да спомнете неработен ден. Исчезна недела неработен ден. Обврската за хармонизација на законодавството на Република Македонија со правото на Европската Унија е содржана во член 68 од Спогодбата за стабилизација и асоциација. Деловникот на Собранието на Република Македонија од 2008 година во член 135 предвидува дека содржината на секој предлог закон со кој се врши усогласување со правото на ЕУ треба да содржи кореспондентна табела со податоците за изворните акти на ЕУ со полн назив, број и датум како изјава за усогласеност. Односно, треба да содржи информација со кои регулативи, директиви или конкретни препораки што се однесуваат директно на Македонија се врши хармонизација со европското законодавство. Укори пристигна и од самата Европска комисија, тој од амбасадорот Гир. Во овие случаи, за овие закони да не се злоупотребува едно европското знаме, се со една цел, од ваша страна да се избегне јавна дебата при носење на вака важни закони. Но ни ова не допре до власта, па измените на Законот за работни односи веќе ја поминаа комисиската расправа на Комисијата за европски прашања. Еве гледаме владеачкото мнозинство е спремно овој закон, без разлика на штетите што ќе ги направи врз по правата на работниците, да се го изгласи и тој да стапи во сила. Со овој текст на законот работодавачите ќе имаат можност да ја зголемуваат прекомерната работа до недоглед. Во план 11 од договорот, кој план се однесува на бројот на работници и план за работа, е дефинирано колку работници ќе работат на автопатот и колку од нив ќе бидат од Република Македонија, колку од странство. Премиерот даде лажна изјава дека 51% ќе бидат домашни работници, меѓутоа ова е една голема лага, затоа што во договорот кој власта го склучила, јасно е напишано дека 30% од работниците ќе бидат домашни, а 70% од странство. А всушност веќе овде е јасно и останатото што се провлекува во овој закон, а и останатите кои ги пуштивте со европско знаме се однесуваат на договорот, а тоа е дека владата подпишала исклучително штетен договор. Како да трчале не размислувајќи што подпишуваат, тоест на штетите кои ќе произлезат од него. Во договорот има толку многу пенали на кои се согласила владата да ги исплаќа, што колку и да стават европски знамења, колеги, на овие закони, да ги наредите ако може сите знамења на членките на Европската Унија, нема да не спасат од последиците на подпишаниот договор. Овој закон е целосно дискриминаторски. Имено членот 110 го уредува прашањето за местото и начинот на исплаќање на платата на работникот од страна на работодавачот. Предлогот да се додаде став 4 кој гласи: Министерот за финансии во согласност со Министерот за труд и социјална политика ќе донесе подзаконски прописи за регулирање на местото и начинот на исплата на платата на работниците на проекти од национален и стратешки интерес за Република Македонија. Е неприфатлив на начин на кој што се предлага, бидејќи е во спротивно со ставот 1 од истиот член, каде е уредено дека исплаќањето на платата се врши согласно закон. Ставот 4 предвидува за стратешки проекти начинот и времето на исплата на плата да се врши со правилник кој ќе го носел Министерот за труд и социјална политика, што исто така спротивно на самиот дух на законот, каде овие прашања се уредуваат со законски одредби. На овој начин министерот самоволно ќе одлучува како ќе се исплаќа платата на голем број работници кои ќе работат во иднина на стратешки национални важни објекти за државата. Дополнително овој закон е дискриминаторски, затоа што се дополнува член 117 со став 8 кој гласи: по исклучок од ставовите 1, 2 и 7 на овој член, прековремената работа може да трае и подолго од 8 часа во текот на една недела и повеќе од 190 часа годишно во случај кога се работи за работи од национален стратешки интерес за државата по претходно дадена писмена согласност на работникот. Замислете само каква злоупотреба во летни веденови
може да очекуваме да се случува врз работниците кои ќе работат на овие автопати. Не е во согласно со Конвенцијата за дискриминација број 111 на Меѓународната организација на трудот. Представува нееднакво постапување кон одредена група на вработени. Начинот на носење мора да се спроведе преку социјален диалог на ниво на економски социјален совет, но за жал тоа не се случи. Ниту пак власта има навера тоа да го поправи. Од Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија и од ССМ на 18.4. е испратен допис до сите пратеници со кои истите не информираат и ни кажуваат дека како единствени репрезентативни синдикати и единствени социјални партнери не биле консултирани ниту при носењето на основниот закон, ниту при носење на законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација и изградба на Коридор 8 и Коридор 10. Не подсетуваат дека при поведена иницијатива до Уставниот суд во врска со одредбата за 60 часа неделно за изградба на Коридор 8 и Коридор 10, Уставниот суд има донесена одлука со која се укинува оваа одредба. Почитувани како и секоја друга држава, така и во Македонија, за да еден странец добие работна дозвола и дозвола за престој, потребно е да исполни одредени услови. Меѓутоа, ова нема да важи за работниците, странци, кои ќе работат на веќе споменатите автопати. Односно, во оној момент кога тие ќе пристигнат на тлото на Република Македонија, веднаш ќе можат да почнат да работат, а во меѓувреме треба да поднесат барање за добивање како на работна дозвола, така и на дозвола за престој. Дали некој од вас си го постави прашањето, кога овие луѓе ќе ги испитаат, дали сите тие исполнуваат услови за да добијат виза и престој? Сигурна сум дека во тие што ќе дојдат ќе има и такви кои нема да добијат, и одговорот за недобивање или добивање најрано би пристигал за околу 6 до 7 месеци по нивното пристигнување во Македонија. Кој ќе има контрола што тој човек правел во Македонија во текот на овој период, со што друго се занимавал? Па голема работа, оти нема да добие виза за престој или за работа, заради тоа што без разлика што и да направи, никој ништо нема да му може, туку само ќе го депортираат надвор од нашата држава. Колеги, донесувањето на овој закон е во спротивност со темелната вредност на владење на правето предвидено во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како спротиви на член 9 според кој граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Со овој член се повредува правото на дневен и неделен одмор, тоа е спротивно на член 32 став 4 од Уставот на Република Македонија. Според актуелниот закон за работни односи, работното време не смее да е поголемо од 60 часа неделно. 8-часовно работно време е една од најстарите придобивки на синдикатите, која што постои од 1886 година. Сега вие, почитувани колеги, ќе ги вратите работниците пред 1886. Држава е таа која треба да се грижи за заштита на работничките права и достоинство, а не, како во конкретниот случај, да ги гази работниците и нивните законски права. Но за жал ние, а и целата јавност продолжуваме да зборуваме, ама не ве запираме во намерата да направите огромна штета на државата со озаконување на криминалот по скратена постапка под превезот на знамето на Европската Унија. И она што можев да го видам во медиумите е дека пред неколку дена до нас како држава реагираше и Европскиот синдикат за јавен сектор за спречување на 60-часовно работно време. Меѓународната конфедерација на синдикатите укажа како предлозите се спротивни на меѓународните стандарди на трудот, меѓутоа и она што доаѓа како реакција од Европа не допира до вас. Еве, тоа што зборува опозицијата, тргам на страна, не допира, меѓутоа она што зборува и Европската комисија и Европската Унија воопшто да не стигнува до вас да размислите е навистина несватливо и неразбирливо. Благодарам.